комбинат Прилеп. Аз го поставих до министъра за земеделие и чумарство и водостопанство и до Държавния инспекторат. Исто така по рамките на Министерството за земеделие и водостопанство и чумарство. След година, како што и во самиот одговор кој што го добив на пратеничкото прашање, вели анонимна дојава, таа не е анонимна дојава, тоа јас го отворив и го разговорив во овој случај, бидејќи очигледно беше дека никој не сакаше да презема ништо во поглед на таа работа. Станува збор за издавање на земјиште кое што има добијано од Турскиот комбинат Прилеп. Станува збор за нешто за кое што согласно законот за земјоделско земјиште, вие тоа добро го знаете, Турскиот комбинат Прилеп не смее да го издава тоа земјиште. Вие после таа, како што вели Министерството анонимна дојава, сте поставили 37 договори сте нашли на Турскиот комбинат, барем така ми одговорено во пратеничкото прашање. Овде стои за делото со работка, во мојот пример, како што беше даден само, по таа пресметка станува збор за издавање на ниви под киви. Сакам да ве прашам, вие сте поставили, сте донесли решение, сте направили запис, сте донесли решение во база на кое што треба Турскиот комбинат да запре за издавање на такво земјиште. Сакам да ве прашам, дали средствата кои што Турскиот комбинат Прилеп ги има добијани од овие тютюнопроизводители на име ниво под киви, му се вратени? Не ми е познато. Дали освен вашата надлежност вие за ова незаконско дејание кој што го прави Турскиот комбинат, кој имате известен реално победителство? Или ги станува збор за сума која што незаконски ја зел до Турскиот комбинат? Добро, јас колку се знам, пред неколку години е изработено решение за Турски комбинат да не ги дава површините повеќе под закон. И тоа решение Турски комбинат има постапено. Што значи дека површините што беа под Турски комбинат сега не се по негова надлежност и се државно земјоделско земјиште. Значи кажа директорот ваш, кажа дека тоа за Турски комбинат не смее да го прави. Директорот ваш, беше исто така сведок како вас. Сме да дава по закон. Кажа, да, и тоа дава. Што председател, што Турскиот комбинат зел пари незаконски. Незаконски се земени пари. Како јас да вземам вас пари. Не смеел да земи пари од овие тютюнопроизводители. Не им ги вратил пари. Тие согласно законот треба кривични пријави директорот на тој бизнес треба да одговараат. Познато ви е ова работа, вие сте държавен инспектор кој што Познато за тоа. Зошто не сте дека има решение од Турски не сме повеќе да располагаме. не сме женјато во време фаланската година, темава и 2011 година. Вие сте направиле, како сте правили вие, 37 договори, Министерството ви има одговорено. Сте пронаšli од Турскиот комбинат во ноември 2011 година. Ој од Министерството официјален одговор. Што сте презели? Не ми е познато. Кој може да не ви е познато овој податок? Вие сте държавен инспектор, ова е официјален документ од Министерството за земјоделие. Не ми е познато. Само да позна средства кои што се земени на луѓе за кои што никој не одговара. А може писмено. Не може писмено да ми одговорите овој нацор на Не може. Вие сте били од Турски комбинат. Дали во Турски комбинат Прилеп имате извршено и контрола? Вие не правите извршено контрола? Парите не се вратени. Значи, Турски комбинат станува збор за незаконско трошење на пари. Незаконски земени пари, нелегално земени пари. Втор случај. На 15.12.2011 година сте направили записник на лицето Дејан Јанкуловски. И вие таму имате констатирано дека лицето нема опрска да плати за купнина бидејќи е внесен во владение на 14.8.2011 година. Ово е ваш. Благојат Внимателски стои Дејан Јанкуловски. Тука се работи за субвенции, нема. За субвенции, субвенции, тоа сакам. Господинот Дејан Јанкуловски. А зошто нема земјени субвенции? Затоа што хектари и пол близу има зајавено површина на пшеница, а тие се под шуми, 170 шифра во имот или се шуми. Добро. Површини под шума не сме да се пијува за субвенции. За земјиштето кое што издајаме, за кое што е склучен договор, има склучено договор велики. Што е констатирано од вас. 22.115.92/7 од 14.12.2010 година за површина 10.000 хектари со годишна закупнина од 4.200.000 лева. Ова е записник ваш. Не видим. Имате ли записник? Да. КПБ 13.11, Добро. 18.37, 13.00 и 18.42
се водат шифра 170 под шум. Добро. Тоа е причината што нема за Значи дополнително во решението кое што го има добијано Ова е многу јасно. од агенцијата. Ова е чист Пре превод. молам, во решението кое што го има добијано од агенцијата за финансиска поддршка, не стои ни шуми, не стои ништо. Апсолутно стои неплатена закупнина за која што вие сте констатирали дека е во владение земјата и не треба да ја платите. Пре молам, Можете се плати. не се дозволите само така да ве прашам. Еве го документот кој што е платен, кој што е платен. Ова е платница. Платени се овде согласно договорот кој што има случај во кој. Вие велите дека тие како бројки не се под шума, така? Еве ги не јас како е случај во договорот. Еве ги моите изформации. Поведете бројки. Вие сте направили записник. Вие сте направили записник каде што констатирате дека Тоа е записник, не 100%, 105% е чист. Това Ова е е чист. завршен. кој чисто од лицето нема за мене. Не сте го Па, задолжени да затоа што платите. Затоа што има разлика. Можете да се гледа кој е комерцијална документација која не се сумира. Затоа што има разлика. Има разлика, затоа што има конституционна За издадени фалсификати или листови предпоставено знаете, пошто СР на прилети е влезен од мајлица по подрачната единица. Тоа го призна и ръководител кој што е таму. Дали вие знаете дека се 1400 евидентни листови украдени од подрачната единица по министерството? Точно не знам, има такви евидентни листови. Украдени. Не Украдени. знам, јас не работам во подрачна единица. Добро. Дали знаете кој е тој Не прашање? знам. А постапката е од него. Имате сознание дека 50 со студена пресили слаѓани мито е давано за добивање на евидентни листови? Да. Имате сознание, така? Кога ќе го посведочите во истрагата на основни предпоставува? Ако имате сознание. Пошто секој сознание и да добре глас треба да биде доставено до јавното обвинител. Таа работа не ги си. 50 со студена Затоа ме прашам дали знаете дека овие се управени, бидејќи во некој метална изјава началникот на подрачната единица да каже дека ќе чака собите што се управени. Затоа се крајот не знам.